Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во уште една епизода на Маја готви. Денеска навистина немав идеја што да ви подготвам и се мачев многу како да смислам оброк кој може да биде и оброк, меѓутоа да биде и десерт. Ви кажав дека обожавам десерти, меѓутоа не знам многу често да ги подготвувам. И овој пат најдов начин како да ја склопам мојата желба и пасија за месење и да ви подготвам еден благ десерт кој во суштина е месено тесто. Сакам на почетокот да ви подготвам една виенска штрудла по оригинален рецепт, меѓутоа тоа ќе беше навистина тешка, можеше и да не биде успешно, бидејќи ще требаше да ги тегнам корите и тоа да трае со часови, околу 3 часа се подготвува една штрудла. Па затоа решив да ги скомбинирам двете најдобри нешта од питата со јаболка и штрудлата која е виенска и е направена со тегнети кори и да ви подготвам пита штрудла. Денешниот рецепт ќе биде пита штрудла од јаболка, која ќе го има целото полнење која го има класична штрудла, меѓутоа ќе биде направена во едно класично бисквит тесто, кое јас најчесто го користам за оние gingerbread cookies кои ги правиме за божикните празници. Се надевам дека ќе ви се допадне рецептот и ќе го испробате во вашиот дом. Се гледаме во кујната. Денешниот рецепт ви кажав дека е комбинација од вашата омилена штрудла и мојот омилен рецепт за пита со јаболка. Она што ќе искористам од штрудлата ќе биде полнењето. Ќе го зачинам малку со останати состојки како рум, шеќер, малку лебни трошки за малку да направиме посува питата, а претходно ќе ви го подготвам тестото кое е бисквит тесто. Класично бисквит тесто за пита се подготвува само со неколку состојки, односно се подготвува со брашно, ладен путер и малку ладна вода која е мразладна вода. Зошто се подготвува тоа така, бидејќи немате никакво ни пециво, ниту квасец, ниту било која состојка која ќе го дигне тестото, освен путерот, и треба да го месите подолго време за да го направите такво гумено бисквит тестото. И за тоа ви се потребни ладни состојки. Доколку тестото ви е премногу меко, од кога ќе го завршите, ќе го ставите малку во фрижидер повторно да се излади, за да можете лесно да го расукате и да го наполните калапот со пита. За да го подготвиме ова тесто, потребни се 2,5 шолји брашно. Ги ставиме сите. Потребни ни се околу 250 грама путер. Ово е ладен путер. Јас малку го стопив за да можам да го искинам на парченца за полесно да ми биде месењето. И потребна ни е околу 1/4 чаша ладна вода. И започнуваме со месење. Ќе видите на почетокот ќе бидат како грашочиња и не се плашете, значи само продолжете да месите, да ги разбивате парчињата путер, односно сите тие малечки парченца тесто кои ќе се создадат додека месите. И на крајот ќе добиете едно убаво гумено жолто тесто. Бони чека пита од јаболка. Веќе почна да цвили. Ке месиме малку, неколку минути, додека почне да се соединува тестото. Ете, гледате како изгледа. На почетокот тоа се парченца, кој е путера облиен со брашно, меѓутоа како ќе работите, топлината од вашата рака и начинот на кој ќе го месите тестото, нели притискањето, ќе го размеси путерот, односно ќе го стопи и ќе добиете прекрасно бисквит тесто за пита. Многу е полесно отколку тесто за штрудла. Иако и штрудлата си има своја убавина. Повторно малку фитнес. Тестото е масно, че нема да ви бидат потребни дополнителна количина на брашно. Ќе го префрлам на помашината, да го доработам. Немојте премногу, бидејќи доколку премногу го растопите путерот, нема да може да го расукате и ќе ви треба подолго време. Ваквото тесто исто така може да стои во фрижидер, значи може да го подготвите неколку дена порано. Само прекрите го со една најлонска фолија или кеса.
Нема да ви се залепи кесата, бидејќи е целото тесто на база на путар. Ете го моето тесто. Ќе извадам една голема количина, која ќе ја употребам, потоа ќе ја расукам и ќе ја наместам по целата површина на моето тавче за пити. И ќе оставам мал дел, за да ја нашараме убаво питата до згора, да ги направиме оние убави решетка од кори. Ќе ги поделам и ќе ги ставам во фрижидер, бидејќи сакам да ми се изгледат додека го подготвам полнењето. Додека нашето тесто се одмара, ние ќе ги подготвиме јаболката. Јас излупив 5 јаболка. За овој рецепт ви требаат малку покисели јаболка кои ја задржуваат својата структура при печење. Доколку ги употребите оние делишец наши македонски јаболка, тие ќе се распаднат и добиете пита со каша. Значи овие се баш кисели јаболка. Ќе ги сечеме на тенки полумесечинки, за да бидат сочни. Врз нашите јаболка ќе ставиме еден лимон цел, затоа што сакаме да ја задржат својата прекрасна бела боја и да не потемнат, да не оксидираат. Лимунот го прави тоа за нив. Цел лимон. Не се плашете, нема да бидат кисели, без разлика што јаболката се малку покисели. Ќе ставиме цела шолја шекер. Знам дека треба да намалиме со шекерот, ама не бива пита за јаболка без шекер. Така. Лимонот. Убаво ќе ги измешаме јаболката, за секоја да биде натопено во сокот од лимон. И внатре ќе ги додадеме останатите зачини. Ќе додадам малку лебни трошки, околу 2 лажици, бидејќи сакам да ми ја впијат екстра течноста која ќе ја произведат јаболката. Само малку. Ќе додадам една лажица цимет. Една ванила. И 3/4 шолја шекер. Сега тоа убаво ќе го измасирам со јаболката. Ова е класично полнење за виенска штрудла. Ќе додадам и една лажица рум, само колку за вкус, и на крај ќе изрендам кора од портокал. Ова не се класични традиционални состојки за пита, меѓутоа јас навистина сакам кога ја имам таа свежина на портокалот, на кората на портокал, како зачин ми е фантастично во комбинација со јаболко и со цимета. Само малку. Ете така. Дополнително на сето ова ќе додадеме 2 состојки кои се бадеми и јореви. Ќе ги додадам затоа што сакам да имам крцкав вкус. Кога ќе загризете, сакам да имате баш таква една сензација. Нив прво ќе ги искршам и благо ќе ги тостирам на топла тава, за да малку се подпечат. Ги ставим на макеса. И убаво ќе ги исчукаме.
тава. Само ќе ја загрееме тавата, да биде убаво загреена. И ќе ги истуриме нашите јаткасти состојки. Имаме бадеми и ореви, по 50 грама, колку да имаме такав крцкав вкус. Ќе ги мешаме додека се стоплат, ќе ги мешаме, само сакаме малку да добијат чаден вкус, а не и да загорат. Во меѓувреме јас да си ја подмачка мојата тава за печење, ќе ставиме неколку капки од нашето брилјант масло. Би сакала да ви кажам дека брилјант е рафинирано сончогледово масло со најголема биолошка вредност од сите масла за јадење наменети за широка потрошувачка. Неговата голема застапеност се должи на пријатниот мирис и вкус, стабилност и големиот процент на линолна масна киселина која е есенцијална. Ќе ставиме малку брашно за да не се залепи тестото. Оваа постапка е буквално на место ставање хартија за печење. Кога ставате брашно врз масло, го превенирате лепењето на тестото за вашето тавче. Еве вака изгледа. Нашите јаткасти на состојки ни се готови, пропечени. Еве гледате, само малку добија таков затоплен и подгорен вкус, тука мириса прекрасно, бидејќи се ослободуваат нивните масни киселини. И така тостирани ќе ги додадеме во јаболката. Ќе го оставиме да се да отстои малку и во тоа време ќе го подготвиме тестото. Ја набрашнуваме нашата бутна и го ставаме големото тесто, бидејќи треба да замесиме круг. Веќе е формиран круг. Ќе го притиснеме, најмногу што можеме да го со раце да го растегнеме. Не треба да биде тенко сукано, бидејќи треба буквално само да ја поминеме целата оваа површина. Еве, како само уште малку треба да го поминам. Да го растегнам. Цело време мерете, не сакате да фрлите од тоа прекрасно путер тесто. Внимателно. Ќе го ставиме во нашето тавче за правење пити. Дополнително малце ќе го дорастегнеме, бидејќи сакаме да дојде скроз до крајот горе, бидејќи внатре ќе наполниме со полнење. Тоа можете да го направите со вашите прсти. За да се формира кора. Слободно притиснете, не се плашете, нема да се залепи за тавчето, бидејќи е направено од путер. Тоа е нашето тесто. Го ставивме во специјален калап за печење на пити, бидејќи е таков изребран и ќе личи на таков фенси тарт, кога ќе го направиме. Ќе ги промешаме само јаболката, за да се соединат со нашите прекрасни бадеми и ореви. Веќе мириса совршено и целата количина ќе ја ставиме во питата. Со сетечноста. Остатокот од тестото ќе го направиме во лентички, за да можеме да ја затвориме питата од озгоре. Ќе ја расукаме и втората кора. Потребни ни се лентички. Лентичките ќе ги наредиме во вид на мрежа, односно решетка, и ги сакаме да имаме фенси пита. И дори кога си правите пита за дома,
таа треба да изгледа совршена. Со нож за сечење пита ќе направиме лентички. Ова ќе го премесиме. На околу сантим и пол. Ќе го вратиме во кората, ќе го премесуваме постојано. Ги ставате врз питата, односно онолку колку што е широка лентичката, толку оставате и простор. За да испарува течноста од јаболката. Ќе притиснете на крајот, за да се спои со тестото во која е наполнета питата. Ето нашата прекрасна пита од јаболка. Вака изгледа. Ќе ја ставиме во рерна околу 30 до 35 минути на 185 до 200 степени со фен. Ќе ја ставиме со фен бидејќи сакаме да испари целата течност од јаболката. Служиме со прекрасна чаша беловина. Се гледаме наскоро. За денеска ви подготвив една прекрасна пита штрудла од јаболка. Се надевам дека ви се допадна мојот рецепт и дека ќе се осмелите да ја пробате и да ја направите. Уште е топла за јас да ја пробам, ќе ја покријам со една крпа за малку да се здуши и да проба да ги впие сите сокови од јаболката, а ние веќе се гледаме во следната епизода на Маја готви. Здравје!